Европската Унија започнува преговори за членство со Украина и Молдавија на техничко ниво, како начин да се продолжат реформите во овие земји и да се заобиколи унгарското вето, бидејќи за официјално отварање на преговорите нема консензус во Унијата, потврди денеска од Брисел еврокомесарката за проширување Марта Кос. For opening officially, we would need EU27 decision, which we don't have. But it doesn't mean that we cannot do what is right. And the right thing is to go on with the technical part of the negotiations. And this is what we got the green light last week in Lviv for Ukraine. And hopefully this is what is planned for today. We will get it for Moldova. Дали ставањето на Украина и Молдавија на брза лента може да се искористи во случајот со Македонија? За дел од аналитичарите ваква опција е тешко изводлива, бидејќи станува збор за различни случаи. Според Андреја Стојковски од Институтот Преспа, Украина доби вето од Унгарија за отварање на преговори и идно пристапување, додека кај нас условите за преговарање се едногласно изгласани во преговарачката рамка. Во моментов Македонија нема вето од ниту една држава членка, има усвоена преговарачка рамка во која што се опишани сите чекори за процесот на пристапување и се чека од државата да го направи, да го исполни реперот за отворање на првиот кластер. Отворањето на првиот кластер според преговарачката рамка ќе се случи тогаш кога државата ќе го направи потребниот чекор, односно уставната измена. Од Европската комисија на прашање на Канал 5 дали истиот принцип може да се искористи во нашиот случај, порачаа, секоја земја кандидатка има свој пристапен пат, а Македонија се уште не ги исполнила барањата. Проширувањето останува процес базиран на заслуги, а секоја земја има своја траекторија. Во случајот на Македонија, Советот едногласно усвои многу јасни барања со своите заклучоци од јули 2022 година, кои земјата се уште не ги исполнила. Во Брисел утре е закажан состанокот на Советот на Европската Унија, на кој се очекува заклучоците за проширувањето да бидат усвоени. За Македонија, според најавите, останува заклучокот: прво уставни измени, па потоа меѓувладина конференција и отварање на првиот кластер од преговорите.